Почитувани, добре дојавте. Два проекта, едниот европски коридор со најава за конкретни рокови, другиот децениска визија за енергетска независност. Може ли Македонија реално да ги изведе и двата? Или едниот пак го исклучува другиот? Каде се преклопуваат трасите? Што велат инженерите? Што е економски оправдано, а што само убава и звучна идеја? Меѓу визијата за енергетски или транспортен коридор, да си кажеме, денеска со Борис Начков, поранешен директор во Водовод и канализација и поддржувач на проектот Вардарска долина, и професорот од Техничкиот факултет во Битола Дејан Трајковски, кој ќе ни се вклучи и јави од таму. Господа, добре дојдовте во Да си кажеме на телмо. Благодарам на поканата и поздрав до гледачите и екипата која уредува емисија. Професоре, поздрав од студиото на Телма во Скопје. Дали не слушате и следите и вие? Поздрав и до вас. Ве молам на почеток само кусо објаснување зошто проектот Вардарска долина не смее да биде загрозен од проектот Брза пруга и дали сметате дека Македонија има капацитет да ги изведе и двата? Професоре Трајковски, повелете вие. 30 години стара студија, физибилити студија, на која работеле група инженери цели 6 години, чиј резултат е проектот за уредување на Вардарска долина, согласно која овој мегапроект од 12 хидроцентрали е класифициран како национален објект од А категорија, во чиј простор не сме да се гради ништо друго освен објектите на Вардарска долина, односно хидроцентрали. Меѓутоа, загрижува што во последно време слушам од разни представници на власта дека тие имаат намера да ја градат брзата пруга токму во потечението на реката Вардар, значи паралелно на постоечкиот колосек да додадат уште еден втор колосек. А тоа директно би ја загрозила нашата енергетска еднина. Односно, не би постоела можност да се изгради Вардарска долина. Јас не сум сигурен дека е така, бидејќи имаше пратеничко прашање од пратениците од опозицијата пред неколку дена во парламентот, каде се бара до објаснување, односно информација од министерот за транспорт и вице-премиер Николовски, што е со физибили, до каде е физибилито студијата, до каде е студијата, изборот на трасата, роковите. Самиот Николовски во едно интервју на крајот од септември вели дека во однос на трасата, тој уверува, би можел да го цитирам или да го парафразирам накусо, кога се проектира мора да бидат одбегнати објектите од А категорија, а браните се секогаш од А категорија, што значи дека нема да бидат загрозени овие објекти. Тоа е изјава на Николовски, претходно и министерката за енергетика вели дека проектот Вардарска долина не е напуштен. Меѓутоа, факт е дека инженерската јавност во Македонија се мобилизираше околу ставот, позицијата дека брзата пруга не смее да биде на трасата што минува низ потечението на Вардар, односно во делот на проектот Вардарска долина. Дали мислите дека едниот проект го исклучува другиот, односно дека брзата пруга го загрозува директно Вардарска долина? Не мора да го загрози проектот ако се направи како што треба. Меѓутоа, последната изјава од директорот на Македонски железници инфраструктура беше дека брзата пруга ќе се гради покрај постоечкиот колосек. Значи, тоа е директно спротивно на изјавите на министерот. И сега, зошто велиме дека не мора нужно брзата пруга да ја загрози Вардарска долина? Затоа што дури и во проектот за уредување на Вардарска долина е предвидено изместување на 79 километри колосек, од што 10 километри тунели, надвор од коритото на реката Вардар, со што не би била загрозена, не би бил загрозен целиот проект. Тоа не би чинело премногу. Значи, доколку се одлучат само на еден колосек, зашто и нема ни потреба, можам и тоа да го образложам по-детално, зашто нема ни потреба од два колосеци, и воопшто не и од брза пруга, значи, доколку се одлучат за единичен колосек, тоа би значило само околу 2 до најмногу 3 милиони евра по километар обична пруга, односно околу 30 милиони евра за тунели по километар. Професоре, пред да навлеземе во деталите и конкретните пресметки, сакав само една генерална оценка од вас да чујам зошто проектот Вардарска долина е толку важен и не смее да биде доведен во прашање од страна на проектот Брза пруга. Ке ви дадам можност во продолжение да елаборирате во детали, како што рековте, и зошто сметате дека не треба да се гради воопшто брза пруга, односно две траси од железничкиот коридор. Претходно да му дадеме збори на господинот Начков, кој е со мене во студиото. Зошто според вас Вардарска долина е мега проект, важен за Македонија, кога еве и после 50 години
откако е првата физибилити студија направена и прв пат ставен како приоритет за енергетската иднина на Македонија битен, нема ништо во реализација. Најпрво да кажем, јас сум бил генерален директор, технички директор во водот. 37 години работам во ова дејност со водите. Чувствувам морална обврска да зборам за водите, затоа што во моето школување вложила државата. А јас треба да зборам и да бидам погласен, да информирам, да ги информираме надлежните, за да се работи како треба. Ако се остане старата траса, се поништува проектот Вардарска долина. Зошто е проектот Вардарска долина најзначаен? Со проектот Вардарска долина се предвидени 12 хидроцентрали, 2 брана Градец за кој има главен проект и браната Велеска и Башино село за кој има идеен проект. Тие не мора да се реализира. Таа може да се реализира брана по брана. Меѓутоа, тоа е се само на хартија и 50 години е така. Значи има, рековме за ова, 50 години. Најважниот за време на кралството Југославија се збори за Вардарска долина. За време на Анте Марковиќ е кажано дека тој најважниот проект за Република Македонија. Затоа што со проектот Вардарска долина целата вода сега им испуштаме на грците, а имаме обврска да им испуштаме биолошки минимум согласно меѓународните норми, тоа е 15 кубика во секунда, сега целата вода им испуштаме. Затоа што со проектот Вардарска долина се обезбедува вода за водоснабдување, вода за енергетски користење, вода за наводнување, вода за индустрија и вода за сите други потреби. Водата е основна животна субстанца, незамелива и ограничена, а вода треба да пијат и нашите деца и внуци и во исправна состојба да оставиме на идните генерации. Без вода нема ни работа, ни развој, ни обстанок на општеството. Добро, проектот Вардар Морава Дунав, значи станува збор за проектот Вардарска долина, бил грандиозна идеја за геополитичките околности, дури како што рековте од кралството Југославија во крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век и во тоа време бил поддржан од тогашната држава Австро-Унгарија како начин на заштита, односно на тампон зона, да се спречи на некој начин доминацијата на Турција во Црното море или на руската доминација на полуостровот Крим, а геополитиката е слична, односно околностите од геополитички аспект се слични и денес. Професорот Дејан Трајковски на Facebook на својот профил напиша дека брзата пруга низ клисурата и проектот Вардарска долина со 12 хидроцентрали взаемно се исклучуваат, иако централите се високо профитабилен проект, а пругата е чиста загуба. Јас би ве прашал и двајцата тука, зошто мислите дека Македонија треба да избере водна енергија од Вардарска долина, во време кога во Европа се погласно и помасовно се затвораат или се ревидираат, односно се реконструираат малите хидроцентрали и се повеќе се преминува кон соларно и ветерно производство на енергија. Дали ние доцниме со години и дополнение на ова проектот Вардарска долина, кој го сметате за многу исплатлив, е се уште само на хартија, се уште е само романтична идеја и во таа смисла е прашањето. Дојдовме до клучното место за потребата и оправданоста на хидроенергијата. Имено ни предстои енергетска транзиција кон обновливи извори на енергија, во кој тежиштата ќе биде ставено на фотонапонските и ветерните централи. Меѓутоа, да не заборавиме дека сончевите електрани ноќе не произведуваат струја, нивниот аутпут е намален драматично во зима, додека ветерните централи, иако многу добро сезонски се комплементираат, се надополнуваат со фотонапонските централи, сепак претежно генерираат моќност во зима, додека во лето помалку. Така, значи, лето-зима тие се компензираат. Меѓутоа, варијациите во текот на едно деноноќе се големи и драматични. И од тие причини е потребно складирање на енергијата. Тука доаѓа местото и улогата на хидроенергијата. Имено, за да ја складираме енергијата од фотонапонските централи, би било потребно да изградиме барем една голема реверзибилна хидроцентрала, за која што зборувавме во контекста Чебрен порано. И тоа гледате дека нашата власт ни тоа не сака да го гради. Но еден ваков мега проект со хидроцентрали, дури обични акумулациони хидроцентрали, може во голема мерка да ја намали потребата за складирање енергијата.
бидејќи преку ден ние користеле, би трошеле струја од фотонаponски централи, а би ја чувале водата за навечер, кога енергијата од Вардарска долина од 345 мегавати инсталиран капацитет би се вклучувале и би генерирале моќност според потреба. На тој начин ние би имале целодневно покривање со енергија. Добро, Значи, не можете вие само да изградите фотонапонски централи и просто така да ги закачите на мрежа. Цело време, едно најмало облаче нив може да ги засени и да им го намали аутпутот. Значи, тука ќе ми дозволите едно подпрашање. Во смисла дека електрарните електрани не се стабилни и произведуваат електрична енергија само дење и кога е сончево, истото важи и за хидроцентралите во време на големи климатски промени и големи и се подолготрајни суши. И во таа смисла, дали проектот Вардарска долина, кога бил проектиран, односно кога се проектирани тие 12 хидроцентрали по течението на Вардар, би дали ист ефект како сега кога количеството и капацитетот на вода е значително помал. Дали е проектот, сакам да прашам, оправдани во услови на драматични суши на какви што сме сведоци последните години? Се работи за многу големи количества на вода. Имено годишниот проток на реката Вардар е доволен да наполни 2,5 преспански езера. Тоа е навистина зачудувачки податок. Меѓутоа, таа вода, тоа количество на вода собирано преку зима и акумулирано, ние можеме да го потрошиме по желба, значи, односно според потребите во текот на целата година. Значи, едноставно не може да се доведе во прашање потребата од хидроцентралите. За разлика, да речеме, од брзата пруга, која има сериозни проблеми со исплатливост. Да кажеме само доколку дозволува времето. Повелете. Вардарска долина е еден високо профитабилен проект со многу висока внатрешна стапка на принос на повратна инвестицијата. Дури ако ја продават енергијата по 110 евра по мегават час, колку што моментално изнесува, дури да изградиме Вардарска долина без меѓународни грантови, таа би имала внатрешна стапка на повратна инвестицијата од 21%. Меѓутоа, тоа е така само на хартија. Професоре, студиска фаза е 50 години, повеќе од 50 години. Повеќе би рекол романтична идеја. Државата нема никаква полза од проектот Вардарска долина со години и сега ние браниме нешто што не постои од нешто што е со реални рокови. Најавите се дека брзата пруга би профункционирала за 5 години. Дозволете да го поставам прашањето. Брзата пруга би профункционирала во рок од 5 години, односно би била изградена и би го зголемила приходот на македонски железници од сегашните 12 милиони на 120 милиони евра. Приходот не значи апсолутно ништо. Моментално ние имаме македонски железници инфраструктура, има околу 4 милиони евра приходи, а има 12 милиона евра трошоци. Значи приходите покриваат од 31% од трошоците. Разликата се покрива од буџетот. Значи тоа е чист загубар. А точката на нулта профитабилност на железницата се наоѓа некаде на околу 4 до 5 милиони тони стоки превезени во текот на една година. Моментално ние имаме 858.000 тони. И тоа е во постојано намалување, без наговестување дека тоа наскоро ќе се зголеми. Додека, значи тоа ќе генерира чисти загуби. Зборуваме, значи, за точка на нулта профитабилност со постоечката пруга. Додека ако градите вие нова пруга, за да се исплатува таа од добивките, би бил потребен проток, односно промет на стоки од 30 милиони тони годишно сега, со тоа што би требало да нарасти до 50 милиони тони годишно после 20 години. Но тоа е невозможно. Цела Романија нема толков промет на стоки. А не заборавајте дека Романија и Бугарија градела со 75% европски грант, а ние сакаме да градиме без $1 европски грант, односно целосно со наши пари. Ми одговоривте дека Вардар има проток на вода за да наполни 2 преспански езера. Дали е тоа пресметано и по сушите во изминатите години, односно постојат ли независни студии или вие дали сте пресметале лично кои покажуваат дека Вардарска долина е економски исплатлива и во 2025 година, а не во 1981. И ако е така, зошто ниту една влада, 35 години од независноста, не нашла економска сила или начин да го стави во реализација овој проект? Дали станува збор за политичка волја, незнаење или нешто друго?
апсолутно исплатлива. Се уште, значи, протокот не е драматично намален. И понатаму ќе продолжи да биде. Значи, велиме, во сегашни услови таа река е способна да наполни 2,5 преспански език. Зошто ни изградиле досега? Од секогаш била во план. Меѓутоа, од секогаш постоело тоа ривалство меѓу македонски железници и електростопанство на Македонија. Заради постоечката пруга никогаш не се одлучиле енергетските власти на градба. Меѓутоа, како што рековме, не мора да се исклучат тие два проекти. Доволно е само да се измести пругата на 79 километри и не само тоа, туку самата Вардарска долина од своите приходи, односно добивките, ќе може да ја отплати таа релокација на пругата на тие 79 километри. Значи без никакво задолжување. Дури и со изградба на тие 79 километри колосек, пругата, односно Вардарска долина би се исплатила за 13,5 години. А дури и тунелите, ако ги додадеме, за околу 15 години. Која е проектираната моќност е меѓу 900 и 1000 мегавати? Вкупната моќност на 12 централи е 324 мегавати, но многу побитно е годишното производство на енергија. Тоа изнесува околу 1309 гигават часови. Моментално со намалениот проток можеби би паднало на 1200 гигават часови. И тоа е се уште 20% од нашиот бруто конзум. Значи Македонија без никакви термоцентрали, без никакви гасни централи би можела 2 до 3 месеци во годината да преживее само од Вардарска долина. Но тука се и фотонапонските, ветерните централи кои треба да се градат. Значи тоа е толку итна потреба за Македонија, што сите наши ресурси државни би требало да се посветат токму на овој проект. Никакви брзи пруги. Односно, можеме да направиме еден колосек, колку сосема да не ја запустиме пругата. Меѓутоа, главниот акцент треба да биде ставен на Вардарска долина. Ајде за брзата пруга малку подоцна. Сега господинот Начков би сакал да го прашам, бидејќи рече дека целиот свој професионален век го посветил на водата и дека водата е природен ресурс со кој не смееме да се играме. Во Европа моментално е тренд да се откажуваат големите акумулации поради нарушување на биодиверзитетот и промената на екосистемите. Зошто Македонија би одела сега спротивна на овие модерни европски трендови, а кога станува збор за водата, водата е неизоставен дел и од овие екосистеми, водата е исто така дел од екосистемот за кој сите треба да се грижиме. Горан, проектот Вардарска долина, најновиот, еве го, е во бивши Елем, правен во 2017 година од страна на французите. Притисоци може да има од разни меѓуполитички ова. Меѓутоа тие не се мешат кај ќе биде трасата. Не смееме да им одземеме еднината на нашите генерации. Реков за Градец има главен проект, за Велес кај Башино села хидроцентрала Велес има идеен проект. Еве само ќе ви ги кажам капацитетите. Браната кај Велес е 59 метри висока со 64 милиона кубика. Тоа е голема брана. Критериум, што е голема брана? Има три критериуми. Ако во круната е повеќе од 500 метри, ако е повисок од 50 метри, од 25 метри и ако има запремено од 3 милиона кубика. По сите критериуми, ова е висока брана. Браната Градец. Добро, и таа е висока. 33 метри висока, 43 милиона кубика. Тоа е водата е иднината на Македонија, најважниот стратешки. Јас не размислувам како професор што вика пруга не иде. Секоја држава треба да има пруга и за патнички товарен. Меѓутоа не смееме да брзаме со градење на пругата, треба да се дигне надвор од Вардарската долина овој проект да не го наруши. Ово е еднината на Република Македонија. Добро. И сега да кажам само уште друго. За ова има пишувано многу, со кој лично не се знавам. Јордан Ставаров, дипломиран градежен хидроинженер, мој колега. Да, и колумни во Нова Македонија пишувано на темата. Проект менаџер на ова и замолува во многу културна форма. И вика, оценка треба да дадат градежниот факултет, затоа што таму сме учеле хидротехнички објекти, тоа се браните и другите објекти, се учи предмет искористување на водни сили, тоа се хидроцентралите, Министерството за енергетика примано бидејќи има сектор за енергетика, дури од безбезнесен аспект и председателот на државата, затоа што на иста
како што е сега постојната пруга, градена за време на Отоманската империја, на истата траса, ако имаме и две пруги, што сакат новите да се прават за патнички и транспортен сообраќај, и автопат со еден дрон на непријателите, комшиите или било кој, ќе биде ставено сето тоа. Срамота е на прагот на 21-виот век да си дадеме автогол. Тоа ни го сакат и комшиите, и бугарите, и грците, и чекат да сгрешиме. И затоа прават патишта и автопатишта од Ниш према Бугарија и за Грција, за да сгрешиме ние тука. А овој коридор е неприроден. Добро, Србија и Грција и инвестираат и во модерни железници и сега Македонија може ли да си дозволи да остане дупка? Ајде, затоа и сакам и со професорот малку да ги чуем неговите аргументи. Ама затоа пругата треба да се дигне горе, ја не негирам потребата од пругата. Дозволете ми пред да одиме во детали за пругата, уште едно прашање околу изградбата на хидроцентралите по течението на Вардар. Професоре Трајковски, поголемиот дел од долината на Вардар е расположена во сеизмички високо ризичен регион. Дали е реално, еве Начков ги спомена висините на кулите на браните, 33 метри градеци, претходната 59. Да се градат каскади со брани во таква зона. Кој би ја гарантирал безбедноста? Игнорираме на некој начин европски тренд дека големите брани се ризични, скапи и тешки за одржување. 50 метри висока брана воопшто не е некаква висока брана. Значи, градежните инженери без никакви проблеми ги проектираат тие брани. Има постоечки методи со метод на конечни елементи, например, динамички анализи се прават, значи апсолутно никаков проблем нема околу техничката физибилност. Околу одржувањето и да? Цената на чинење на одржување на таквите брани? Типичната цена, односно трошоците, оперативните трошоци се некаде околу 15% од бруто приходите. Значи сето тоа е пресметано, влезено е во економските анализи, така што, како што реков, централите би се исплателе после 10,5 години, самите централи, а заедно со железничкиот колосек за 15 години. После 20 години, после периодот на отплата, значи не само што целата Вардарска долина би била отплатена, туку би имале уште и 825 милиони евра чиста добивка. А од тој момент понатаму, растоварени од товарот на отплатата на ануитетите, целата од приходите 80% би биле добивка, до крајот на експлоатацијскиот век после 70 години би оствариле најмалку 18 милиарди евра чиста добивка. Додека ако цената биде повисока, например 160 евра, што многу лесно може да се постигне, бидејќи можеме да ја чуваме водата за периоди кога цената на струјата е најскапа, и доколку градиме со 35% европски грант, стапката на повратна инвестиција, внатрешната стапка на принос би порасла на 35%, а акумулираната добивка за 70 години би достигнала 28 милиарди евра. Добри, во однос на аргументот на активистите за заштита на животната средина, Вардар е биолошки осетлив екосистем. Би се уништиле цели речни коридори, биолошка разновидност, колку населени места во течението на Вардар би требало да бидат преселени или одстранети за да се реализира проектот Вардарска долина? Не, ништо нема да биде уништено, сведок ни се постоечките хидроцентрали на Црн Дрин, Глобочица, Шпиле. Тие имаат посебен опточен канал, преливен канал, кој што обезбедува биолошки минимум на вода во реката. Има решетки пред самите турбини, значи никакво загрозување на живиот свет не може да се случи. Сега, значи, секаде во целиот свет Кина масовно гради, например, хидроцентрали. Тоа е најблагородниот вид на енергија, тоа е највисоко квалитетна енергија, за разлика од сончевата енергија, односно фотонапонските централи, дават ниско квалитетна енергија, со голема варијабилност, односно волатилност на аутпутот, додека хидроцентралата имате предвидлива и, што е најважно, управлива моќност во текот на едно деноноќе. И, што е најважно, е многу исплатливо. Затоа што само 20 евра по мегават сат коштаат трошоците за одржување откако еднаш ќе биде отплатена инвестицијата. Значи никаков проблем нема со живиот свет. Како што рекав, во цела Македонија имаме многу хидроцентрали,
и никаде досега немало никаков проблем. Добро, во однос на пругата, во време кога Србија и Грција инвестираат во модерни и брзи железници, може ли Македонија да си дозволи да остане дупка меѓу две држави со брзи пруги? Вие велите брза пруга воопшто не ни треба и тоа исто така во ера кога Европа бара брзо поврзување, а ние ризикуваме да останеме заобиколени и да го загубиме статусот на транзитна земја на линијата на Коридорот 10. Да зборуваме со факти. На 25 ноември, значи пред една недела, Грција, Бугарија и Романија подпишале трипартитен договор за изградба на железнички коридор, поточно мултимодален коридор север-југ. Значи целта е сосема да се избегне трасата низ долината Вардар-Морава, низ Македонија и Србија, и целиот железнички сообраќај од Грција кон источна и централна Европа да се одвива низ територијата на земјите на Европска унија, односно низ Бугарија и Романија. Значи тие воопшто немат никаков план да градат ниту да го насочат сообраќајот од кај нас. Избегнуваат 3 царински контроли. Значи кај нив не е проблем техниката, километрите, минутите на возење. Проблемот е во царините, во времето на чекање. Едноставно тие не сакаат да имаат работа со земји кои не се членки на Европска унија. Јас да кажам. Понатаму, најблискиот пат до Унгарија од пристаништата не од Атина или од Пиреја, туку од пристаништето Риека, а моментално се гради и при крај е двоколосечна пруга од Риека кон Загреб и понатаму до Будимпешта. Значи, поморскиот транспорт е 3 до 4 пати поевтин од железничкиот и се плови до каде што најдалеку може да се стигне и само оној дел од патот кој што не може да се помине со брод се поминува со железница. Понатаму за Виена, и тоа е Централна Европа. Најблискиот пат им е од пристаништето Трст, Монфалконе. Тие се од тука 1 до 2 часа возење со воз. Додека преку Македонија едноставно никој не би се одлучил. Таа пруга би имала значајно само регионално. Што сакате да кажете дека Европа самата го минира проектот Коридор 10? Се извинувам? Што сакате да кажете дека Коридорот 10 нема иднина и дека Европа самата тоа е свесна и го стимулира тоа? Па така е, Европска унија кренала рација од Коридорот 10. Нив тоа воопшто не ги интересира. Север-југ коридорот низ Грција, Бугарија и Романија е паралелен коридор и таму ќе биде тежиштето на транспортот. Поранешната влада подпиша спогодба, меморандум со Србија за изградба на брза пруга и таа и поранешната влада, сегашната опозиција го поддржува проектот брза пруга. Србија нас не ни треба двоен колосек. Актуелната влада исто така со грците имаше сега скоро договори средби во Солун и разговори на темата 50 километри од Солун до границата и должината низ Македонија од српска граница до грчка граница долу. Добро, дозволете само и Начков сака да се надоврзе нешто на вашите тези околу коридорите. Повелете? Значи видите сега. Бугарија и Грција се членки на Европската и они прават автопатишта и железници. Меѓутоа, коридорот 10 е најприроден коридор и најкраток. Ама ние не смееме, француските експерти викат и јас сум за да се гради брзата пруга и за товарен сообраќај. Пруга се гради еднаш во 200 години со нашето одржавање, секоја држава треба да има, ама да се измести високо горе, да не се наруши проектот Вардарска долина, да се гради. И луѓето со транспортот, да кажеме, грците и бугарите го прават тоа, сакаат да не избегнат да си дадеме автогол, ама ние треба да ја дигнеме пругата за да не го нарушиме проектот Вардарска долина. До 2030 година Европа вели да се напушти производството од јаглен. Тоа значи рек Битола треба да се затвори. Вардарска долина има 12 хидроцентрали. Немој да си дадеме сами автогол. Не смееме. Премиерот работи 24/7, меѓутоа затоа има 20 министри, директори поставено. Он нема време да чита, али другите има да читат и мора да го почитаат знаењето на експертите што знаат. Рек Битола произведува, професорот подобро знае од мене, базна енергија. Тој се не лесно се вклучува и исклучува централите таму. Ама хидроелектраните се исклучува кога имаме потреба. Од толку часа до толку се вклучува и исклучува
Не смееме иднината на идните генерации да им ја одземеме. Вардарска долина мора самите да се почитат, да не си дадеме автогол во 21. век, на што се радуват и бугарите. Не добив конкретен одговор од двајцата соговорници. Ако Вардарска долина е златна кокошка за македонската економија, особено за енергетската стабилност, зошто досега не најдовме начин тоа да го реализираме, а сме независна држава од 91 година наваму? Јас ќе кажам. Кусо одговорите, бидејќи сакам да... Затоа што како има пари, властите одлучуваат и не смееме со локацијата да ја нарушиме. Како има пари, ќе се гради брана по брана. Не мораме ние сите 12 на едно. Ќе направиме прво. Има основен проект за кај Удово Градец, па после ова кај Велес и другите проточни хидроцентрали. Значи, ние не викаме кога ќе се градат. Не, брзите решенија се килеви решенија. Треба да се почитува мислењето на стручните и компетентните луѓе. Реков дека Велец е 59,5 метри, 64 кубика, а Градец е 33 метри, 43 милиона кубика. Не смееме да се дозволиме таква луксус, да си дадеме автогол и да си дадеме и да се само поништиме. Луѓе кои градат, значи перспективата е во хидропотенцијалот и панелите што се градат. Добро. Луѓе кои градат панели за производство на електрична енергија, кажа професорот, кога нема сонце навечер, луѓе кои градат на плодно земјиште, ќе купуваме патлижани по 200 денари. Професоре Трајковски, во однос на тоа дека Европа го напушта и е за неа веќе неважен коридорот 10, дали Македонија токму преку брзата пруга има шанси да се врати? И што велите за аргументот кој го кажуваат промоторите на таа идеја дека ќе се зголеми значително приходите на македонски железници? И на крајот уште едно вака како дополнителна провокација, пругата има предвидено рокови, наредна година треба да почне изградбата, за 5 години да заврши. Има предвидено и пари од британскиот кредит. За Вардарска долина, рековме повеќе пати, повториве романтична идеја повеќе од со децении. Веќе нема инвеститор, нема тендери, нема рокови. Во таква ситуација, ако државата, бидејќи е мала и финансиски слаба и немоќна, и ако двете визии се судираат и мора да се избере една, зарем не е логично да попушти онаа за која има по-конкретни работи и е по-реална, по-видлива, по-изводлива? Па, реална опција е токму хидроцентралата. Пругата сигурно не е реална опција. Имено никогаш тој сообраќај, тој проток нема повеќе на стоки да се врати низ Македонија, штом проработи паралелниот коридор север-југ низ Бугарија. Зошто ако стоките транзитираат многу брзо со 100 километри на час низ Македонија, некој би ја заобиколувал Македонија, ако имаат опција да врват тука и да го скусат патот? Ама тоа воопшто не е важно, тоа е политичка одлука. Тие не сакаат да губат време со царинење на граници со земји кои не се членки на ЕУ. Значи, ние моментално имаме само половина милион тони промет од Атинското пристаниште Пиреја низ Македонија. Имам документ кој можам да го презентирам од грчките железници. Во 2021 година вкупниот промет од пристаништето Пиреја кон Централна и Источна Европа изнесувал 180.000 контейнери, односно околу 1,8 милиони тони. Додека последнава година тој опадна на само 0,5 милиони тони, бидејќи целиот сообраќај беше пренасочен кон Риека и Трст. Значи, може само да тоа опадне, а не да порасне тој промет. Значи, не станува збор за никакви 100 милиони евра приходи. Па дури и да ги има, тоа би одговарало на 5 милиони тони стоки промет, меѓутоа тие 100 милиони ќе донесат само 2 милиони добивка. Значи, имате огромни трошоци, точката на нулта профитабилност е на 5 милиони тони годишно. Значи, не можете вие да ги отплатувате ануитетите, а ануитетите годишни се 200 милиони евра за кредитот за брзата пруга. Како вие со 2 милиони евра добивка пред ночување, амортизација, ќе отплатувате ануитет од 200 милиони евра? Па никако. Додека Вардарска долина ќе се отплатува сама себе си. Така да после 20 години не само што ќе се отплати, туку ќе остави 820 милиони чиста добивка. И внатрешна стапка со 21% минимум. Додека брзата пруга ќе ви носи 50% годишно загуба. Значи, ако имаме 300 милиони собствен учество во проектот,
Вие секоја година сте од 150 до 200 милиони во чиста загуба. И за 22 години, колку што ќе трае периодот на отплата на кредитот, вие нема да отплатите ништо од самата пруга, односно ќе генерирате 3,5 милиарди евра загуба, кои што ќе мора државата да ги плаќа од буџетот. А бидејќи имаме голем буџетски дефицит, ќе мораме да се задолжуваме за рефинансирање на тој долг. И ние никогаш нема да можеме реално да го отплатиме. А за да не остане проектот Вардарска долина само на хартија, колку чини сега, според сегашните цени на градба, реализација или почеток на реализација или изградба во фази на проектот Вардарска долина? Тие бројки кои се некогаш сметани веќе не важат со оглед на променетите услови? Според студијата цената изнесува околу 1 милиарда и 300 и не е многу променета. Тоа е некаде околу 4 милиони евра по мегават инсталирана моќност. Веројатно не е многу зголемена цената. Тоа не е ни ефтино, бидејќи има бочни брани за да се спречи излевање на Вардар на плодно земјиште. Меѓутоа, дури и со обиколницата на железничкиот колосек и со тунелите, значи околу 500 милиони евра, тоа не би надминало 2 милиарди евра годишно. Значи, отприлика колку брзата пруга. Но со таа битна разлика што Вардарска долина сама ќе се отплатува и ќе носи профит, а пругата ќе биде чист трошок и загуба. Значи, според вас, подобро да не градиме ни брза пруга и Вардарска долина да остане како до сега само на хартија, отколку да се зафатиме со реализација? Не, категорично не. Апсолутно, значи мора да се гради Вардарска долина. Со тие 2 милиарди што веќе ги имаме, до сега беше проблем да се обезбеди финансирање, а го имавме и рек Битола. Но сега тие ниту рек Битола ќе продолжи со работа, а обезбедено и кредитирање, значи треба и мора да се гради Вардарска долина. Мора да завршуваме, Начков, завршни зборови, мораме да завршуваме. Значи, проектот со британците е окей и се тера. Меѓутоа, ние треба да одлучиме. Проектот Вардарска долина вели нека се гради брза пруга за патнички и товарен сообраќај, ама да се дигне, да не ја наруши, да оставиме простор за идните генерации, водата да ја искористиме за сите потреби. Добро, професорот Трајковски вели брза пруга не, апсолутно да за Вардарска долина, така? Така е. Гледате, дури ни Србија нема да гради двоколосечна пруга од Ниш кон границата со Македонија. Бидејќи е многу тешко теренот низ Грделичка клисура, нема никакво наговестување во никакво. Не мораме да завршуваме. Иднина дека таму ќе биде изграден втор колосец. Ќе би граделе два колосеци, кога ни грците немаат намера да градат два колосеци до Идомени. Имено таму според на грчката железница е предвидена само замена на железничките шини и Професоре, морам да ве прекинам, влеговме во терминот на следната емисија. Да, ја видовте дискусијата што го отвори најважното инфраструктурно прашање за следните децении. Дали Македонија може и треба да ги гради двата мегапроекти или треба да избере од едниот. Им благодарам на господинот Борис Начков и на професорот Дејан Трајковски. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следите. Останете на оваа фреквенција и довидување утре во истиот термин.